Да не се импровизира во било која ситуација со безбедноста. Од Црвениот крст алармираат пред стартот на летната сезона. На брегот на Охридското езеро концесионерите на плажите да ангажираат спасителни служби, за капачите да може да уживаат во безбедните плажи, без несакани инциденти и несреќи. Да не продолжи праксата каде само 1/3 од капалиштата имаа спасители. Импровизации не е пожелно да се прават во вакви ситуации, во било кои ситуации каде што се работа за безбедност на луѓе и лица. Токму и затоа кажувам дека првата помош е многу битна, не само да се, како што беше порано во дел организации здравствени, само да се потпише уверението за прва помош, не, да се дојде, да се научи, да се знае што е реанимација. Се однесува до крајбрежјето, се ближи летото, ангажманот на спасителите на вода, тука веќе никаква импровизација не се трпи и навистина е многу важно и концесионерите и оние институции кои што се надлежни бидат на ниво на својата задача и обезбедат безбедно користење на капалиштата за сите посетители кои што планираат да ги користат тие капалишта во Охрид. Бродот амбуланта, кој имаше за цел брза и навремена интервенција во езерото, веќе неколку години не функционира. Оставен е како споменик во каналот Студенчешта. 5 години го немаме, го оставивме како споменик во каналот да видат институциите колку беше потребно за интервенциите што ги имавме, но наскоро навистина имаме добра соработка со дел од европските земји. Се надевам дека многу скоро ќе имаме и такво возило. Од Црвениот крст вела дека треба поголема грижа за подигнување на безбедносните стандарди, но оние плажи кои нема да бидат безбедни да бидат поставени табли. Граѓаните да знаат дека се капат на своја одговорност. Нина Ритоновска, Сител телевизија.